Зошто новите иновативни лекови граѓаните ги плаќаат од свој џеп? Додека медицината оди напред и во светот старите лекови се заменуваат со нови, Македонија тапка во место десетици години. Саше Димовски, кој е диабетичар, истовремено има и срцеви заболувања, се жали дека неговата терапија месечно го чини најмалку 30.000 денари, затоа што голем дел од лековите ги плаќа на приватно. Лекот кој го издвои, Ентресто, е приморан да го купува од Србија, зашто е двојно поевтин и не е на позитивната листа на лекови. Терапијата чини 10.000 денари за овој лек месечно или по 5.000 денари за 14 дена. Истиот овој лек во Србија бил двојно поевтин. Замислете ако зборуваме за отворен Балкан и простор без граници, ние со тоа што го увезуваме од Србија, дупло го плаќаме повеќе овде кај нас и ние како пациенти се повторно сме доведени во ситуација. Ако не го купиме од Србија по половина цена, значи јас со оваа доза која сега ја имам и која ми е најавена дека ќе се зголеми, треба да одвојам 15.000 денари за да го купам само овој лек за еден месец. Докторите велат дека голем број на пациенти се принудени да се снаоѓаат на своја рака и да набавуваат лекови надвор од земјава, плаќајќи ги од сопствен џеп, бидејќи во земјава или ги нема, или се двојно поскапи. Пациентите се во незгодна ситуација, пошто немаат со што да го купат лек. Имате вие терапии кои што коштат до 2-3.000 денара по месечно ниво. Сега, кој ќе збориме за пензионер, 2.000 денара му се многу за месецот да зема 13.000 денара пензија. Колку е тоа од целата пензија? За лекови само да ги дадеш. Од ресорното министерство не добивме конкретен одговор кога конечно ќе биде ревидирана листата на лекови. Во врска со позитивната листа, значајна новина во оваа област е донесувањето на новиот правилник за ставање лек на позитивна листа, кој се базира на современи европски практики во оваа област, односно на методологија на проценка на здравствени технологии. Со него се дефинираат постапки и критериуми за утврдување лек на позитивната листа, кои важат подеднакво за сите лекови, како за домашни, така и за странски производители на лекови. Со правилникот е уредена транспарентна постапка и воведени се критериуми што треба да бидат исполнети за да може лекот да биде дел од позитивната листа. Позитивната листа во Македонија не е ревидирана речиси 13 години, за разлика од други држави, каде тоа е редовна годишна процедура.